Dobar den, dragi učenici! Dobre dojdovte во e-училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Ние денес ке учиме заедна басна за лисицата и гавранот. Образовни цели за овој час. Денес учам. Ученикот треба да знае што е басна, да се оспособи активно да слуша читање на текст, да се оспособи за содржина анализа на басна, да определува тема во басната, да определува ликови во басната, да определува време и место на одвивање на настаните, да го определи редоследот на настаните, да се оспособи да извлече поука или порака од басната. Што е басна? Прво да се запознаеме со поимот басна. Басна е литературна творба по која главни ликови се животните. Ајде уште еднаш да повторуваме што е басна. Басна е литературна творба во која главни ликови се животните. Преку басните на алегоричен начин се опишани човековите особини, посебно човечките карактерни негативности, како што се лага, злоба, глупавост, исмејување, мрзеливост, лакомост, ласкање, насилство и така натаму, со цел читателот да извлече некоја поука или порака. Преку басните исто така се исмејуваат особините на луѓето. Лисицата и гавранот од Доситеј Обрадовиќ опишување. Ајде да го прочитаме изразно заедно гавранот и лисицата. Гавран и лисица. Гавранот грабнал од некаде едно парче месо и застанал на некое дрво. Лисицата го видела и со желба да дојде до место, се доближила до гавранот и почнала да го фали. А, колку си голем и убав! Да ти треба да бидеш цар на птиците, зашто само тебе ти доликува. А тоа лесно би можело да стане само ако имаш уште убав глас. Гавранот со желба дека треба да се пофали, дека и гласот му е убав, го испуштил месото и загракал. Гра, гра, гра. Лисицата тогаш го грабнал месото и рекла: е, моје гавране, глуп гавране, се имаш, само памет немаш. Уште еднаш да ја прочитаме басната со слики за да ви биде појасно. На дрвото стоел гавран со парче сирење во клунот. Лисицата го намириснал сирењето. Кога го видел гавранот високо на дрвото, намислела како да му го земе со итрина. Лисицата се приближала до дрвото и со милозлив глас почнала да го фали гавранот. Добар ден, гавранче мое другарче, колку убаво изгледаш. За да го докаже дека убаво пее, тој загракал. Гра, гра. Ако е гракањето ти е така убаво, тогаш ти си најубавата птица во шумата. Штом го отворил клунот, сирењето му испаднало. Итрата лисица го грабнала и веднаш побегнала. Е, кутар гавране, се имаш, само памет немаш. Сега имаме особини на ликовите, на гавранот и на лисицата. Во овој случај гавранот е наивен, глупав, фалбаџија, а лисицата е досетлива, итра, лакома и препредена. Анализа на басната. Која е тема на басната? Во оваа басна се зборува за гавранот и лисицата, односно за лесноумноста на гавранот и досетливоста на лисицата. Одреди ги ликовите во оваа басна, каде се случил настанот, време и место. Ликови во басната се лисицата и гавранот. Каде се случил настанот? Настанот се случил еден сончев ден во шумата на едно дрво и во близина на дрвото. Случувањата во басната според редоследот како можат да бидат: лисицата му се умилкува на гавранот, гавранот грака, лисицата го зема сирењето, лисицата му се смее на гавранот. Што научи од оваа басна? Може ли да ја откриеш пораката? Ние треба да ја покажеме дека од ова порака ние научивме дека не наседнувај на туѓите пофалби и ласкање. Што значи тоа? Ласкањето може да биде поопасно и од омразата,
Ако те фалат, нема да станеш ниту подобар, ниту поаре. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.